Јас би сакала нешто да кажам, но пред тоа ќе прочитам два стиха што ме допреа и со вика без вера не е можно да му се угоди на Бога, бидејќи оние кои доаѓаат кај Бога треба да веруваат дека тој постои и дека ги наградува оние што го бараат. И уште еден стих тука при крајот што ми е: покорувајте им се на учителите ваши и бидете им послушни, зашто тие, бидејќи се задолжени да одговараат, бдеат за вашите души, та со радост тоа да го вршат, а не со воздушки, зашто тоа не е полезно за вас. Ова ме потикна за да го кажам, да кажам една случка што се случи во вторникот, а тоа мислам дека ќе биде одговор на Весна на прашањето што го постави. Одејќи во вторникот на средбата кај Ангелина, во колата бевме нели неколку сестри и така да се постави прашањето нели во разговор, се постави прашањето како сме, што сме, и Весна сподели дека има некој проблем и дека има дома над вратата, дека не над вратата, се извинувам, над креветот, крст и икона од Богородица. И јас веднаш изреагирав, бидејќи имам некое лошо искуство, ќе го споделам тоа сега со вас, и веднаш изреагирав, реков фрлија. Меѓутоа, една од сестрите што беше во колата изреагира, бурно изреагира: како можеш, Верче, така да зборуваш, што е твое убедување? Јас велам: какво е тоа убедување? Еве тихо ќе го прашаме. Значи, токму ми се потврди од ова: покорувајте им се на учителите ваши. Така да го молам тихо во некоја од средбите, ако води духот, да ни објасни малце повеќе за тие символи што некогаш, еве јас од себе ќе кажам, некогаш сум ги чувала дома и несвесно сум им се поклонувала. Ке споделам сведоштво за тоа што имав напад, демонски напад пред многу години, што јас не го ни познавав Исус, и во тој момент демонот ми рече: вака се умира во сон. И јас не знаев што правам, само едноставно повикав кон Господа и ме ослободи. Меѓутоа, ништо во животот не ми одеше напред, дури бракот ми се распадна. А јас тоа ме потикна да одам да го барам Бога и го барам, нели, во црква, во православна црква, со сите тие ритуали, обичаи, се го барав. Имав една пријателка што беше чехиња и она ми зборуваше за Господ и стално го спомнуваше Исусе, Марија, Јежиш, Марија, нели, по чешки, и јас не знам колку ја разбирав. Да после, по некој известно време, повторно имав напад, но сега не од напред, него од позади во грвот, напад, и јас вакаве си велам: само да се прекрстам и ќе побегне од мене. А јас не можам да мрднам. Значи, не можев ни со раците да се прекрстам, како што учев, нели, во православна црква, да се прекрстам и ќе побегне, нели, ѓаволот ќе побегне од мене. Но јас не можев. Но Исус милостив и тогаш ми помогна, ме потсети на зборовите што ова пријателката ми ги кажуваше: Исусе, Исусе, Марија, тогаш повикав и јас и повторно ме ослободи. И повторно си одев јас со тие уште поголеми ритуали, што еве денеска се покајувам, јавно се покајувам за сето тоа што го вршев. Икони, лепчиња за овој празник, петолебие, не знам што не вршев. Имав икони дома, ништо не ми одеше напред. И си купив дури молитвеник, православен молитвеник, и ке се молам јас и велам секоја сабајле, станувам, иконите наместени над вратата, и јас станувам, застанувам, чиптам од молитвеникот и си кажувам молитви ден, два, три. Мене ништо не ми е подобро, дури и полошо ми беше. Значи ме притиска нешто во градиве. Ја велам: Господе, зошто вака, што ми се случува? Почнав да читам и Библија, меѓутоа ништо не разбирав. Сама да токму Исус да ми покаже исто во ноќта, да ја видам таа сенка како влегува, и токму влезе од вратата. Јас во собата имав две врати, меѓутоа таа сенка влезе од вратата каде што беа иконите. Каде што беа иконите, но бидејќи веќе малку почнав да растам во верата и бев свесна, и тоа ликот го преправаше како да е ликот од брат ми,
меѓутоа бидејќи живам со брат ми, меѓутоа во духот знаев дека не е брат ми. И дури се спротивив како да сакав да го фатам, значи не ми Исус ми даде само тоа да го видам, но не го разбирав. И понатаму трагав, нели, да ме однесе Господ и во една заедница каде што учев од Библијата, меѓутоа само учев, во умот учев. Во срцето не знам колку мислев дека разбирам, ама најверојатно немаше доволно дух за тоа да го разбирам, додека овдека кога дојдов во заедницата, значи кога тихо еднаш проповедаше и кога кажа дека демоните се кријат позади иконите, значи веднаш ми се расветли, а тоа се случуваше многу години уназад. Значи веднаш ми се расветли. Јас ги фрлив иконите, јас немам никаква икона дома и никаков символ, дури и тие крстовите некои можеби по фиоки има, него не им придавам никакво значење, затоа што на вистина кога го имаме Исус, тој ми е заштитникот, тој словото се ни кажува. Нема потреба се враќаме назад како израелците во пустината, нели? И верувајте дека од кога ги фрлив иконите, ја ништо не изгубив. Ништо не изгубив што ги фрлив. Дури ми е и подобро. Фала и слава на Исуса. И така да верувам дека ова мое сведоштво дека ќе допре до некого и дека ќе разбере дека стварно и словото ни кажува дека немаме друг првосвештеник, само Исус ни е свештеникот. И кога го имаме Исус, зошто ни се потребни други символи? Не ни се потребни. Само Исус еве ни кажува словото, кој го бара Господа, дека тој го наградува и на секое поле. И на секое поле. Ви сведочам дека на секое поле ме наградува Исус, фала му и слава му. Тука ќе завршам.